Влегувањето на Исус Христос во Јерусалим и доживеаната огромна популарност помеѓу народот биле главна причина тогашната римска власт и фарисеите да бидат длабоко загрижени. Поради ова, од денеска започнува страдалната недела на Исус Христос. Од денес, понеделник, почнува страдалната недела. Имено тоа е неделата за која Христос во текот на ова недела ќе биде осудуван, ќе биде измачуван, на крајот распнат и погребан. Страдална недела се вели затоа што почнуваат страданијата негови заради нас луѓето и заради нашето спасение, бидејќи така требаше да пострада Синот Божи. Впрочем, затоа беше и неговото доаѓање во светот, да пострада заради нас, да ги прими врз него нашите гревови и да не присоедини и да не измири со Бога, да ја даде својата последна крвна жртва, за да го смири човештвото. Како што преку Адам дојде гревот и смртта во светот, така и преку Христа со неговото распнување човекот повторно оживува и со Бога заедно ја надминува смртта и смртта веќе нема сила над луѓето, бидејќи и оној човек што ќе се упокои се само привремено се сели од овој свет во оној бесконечниот. Затоа и Христос требаше да пострада за да не смири со Бога. Да, што треба верниците да прават овие денови согласно Светото писмо? Еве веќе е последната недела од Великденскиот пост, треба и постот уште да го усредно да го практикуваме, како духовниот, така и телесниот. Молитвата да ја засилиме, да се молиме колку можеме почесто и повеќе и да се подготвуваме нели за воскресението Христово, да сострадуваме заедно со Христа, да сострадуваме заедно со нашите блиски, да се молиме за нашите блиски, да се молиме за нас, Господ да не ги прости согрешенијата, да не избави од секоја стапица на лукавиот и заедно со неговото воскресение нас да не приведе во Царството небесно. Рековме дека молитвата е поголема, затоа и овие денови богослужбите ќе се подолги, на кои богослужби се нарекуваат последување на младоженецот или страдални богослужби, каде што се читаат псалми и се пеат песни кои го пресликуваат и кажуваат на Христовото страдање, неговото нели изнесување на суд, распнување и воскресение. Оние кои што досега не ја испочитувале постот, дали можат оваа недела тоа да го испочитуваат? Секој пост е индивидуален и секој човек треба да разговара со свештеник за да, ако во текот на овие 40 дена не е постел од било која причина, треба да поразговара со свештеник, да се види причината зошто не можел, како не можел. Но сепак велам дека постот телесен е индивидуален како и духовниот и секој човек е човек сам за себе и затоа мора да се разговара со луѓето посебно. Не можеме нели да кажеме ете може или не може, но кога ќе се открие причината зошто тој не постел или така натаму, тогаш свештеникот е тој што ќе одреди понатаму што треба тој човек да прави. Истото ќе направиме на споредба, например, еве со лекар ќе отидеме ние 10 луѓе одеднаш, кај лекарот и тој сега треба да погоде на кој нели што му е. Така не се практикува, нели, човекот кој е болен ќе отиде на лекар, ќе поразговара со докторот, ќе му и каже симптомите и така натаму, па тој ќе одреди терапија. Исто и со постот, и духовниот и телесниот, секој треба да поразговара со свештеник, па свештеникот да определи што понатаму. Така, рековте засилени пости, што значи тоа? Засилени пости значи, еве, ако нели досега целиот овој пост е без масло и, например, засилени пости телесни би рекле ако во денот јадеме 3 пати, еве сега да јадеме 2 пати или еднаш, да го телото уште малку да го смириме, да го зауздаме, а да ја засилиме пак молитвата. Ако сме се молеле 2 пати, 3 пати во текот на денот, да се молиме 5 пати, 6 пати. Ако не сме доваѓале на служби, да доваѓаме и сабајле и попладне на вечерните богослужби. Дали тоа е интензивирано во оние последни денови, Велики четврток, петок, сабота? Тоа е, да, поинтензивни се молитвите и поголеми и подолги се службите во Велики четврток, каде што од сабајле се прави општа маслосвет, вечерта се читаат 12 евангелија страдални, во петок сабајле се изнесува плаштаницата, вечерта се чита опелото Христово, сабота се подготвуваме за воскресението Христово и така. Да, а неделата? Неделата е веќе воскресение Христово.
Се знае, вечерта нели богослужба, утре дентот во недела сабајле второ Христово воскресение се објавува, се чита Евангелието на разни јазици и потоа продолжуваме да го прославиме празникот во кругот на нашите блиски, да се зарадуваме и да се возвеселиме на воскресението Христово, бидејќи ете ни го доказот како тој ја победи смртта и смртта веќе нема сила над народот. Фактички ова е есенцијата на самата христијанска вера, победа на животот над смртта. Меѓутоа јас ќе прашам, ќе се вратиме на почетокот, како што го започнавме разговорот. Зошто токму од понеделник, вторник, среда? Што е напишано во Светото писмо за овие денови? Кога почна Великденскиот пост, нели има подготвителни недели, недела на Митарот и Фарисеот, предходно пред постот, недела на Блудниот син, потоа недела на православието, недела на Свети Григорий Палама. И сите тие недели црквата не подучуваше скала по скала, нели степен по степен, како да дојдеме до воскресението Христово, како да се подготвиме и да го сватиме воскресението Христово, бидејќи без подготовка не можеме да направиме ништо. Така и во светот, нели, за секоја една работа се подготвуваме пред да ја започнеме, ја делуваме и ја завршуваме. Така и воскресението Христово, бидејќи како што велат светите отци, ако Христос не воскреснеше и како што велат светите апостоли, залудна ќе беше нашата проповед. И тоа е суштината на животот, суштината на создавањето на човекот, суштината и смислата на човековото постоење. Значи воскресението од мртвите, бидејќи човекот нели беше создаден со Адам и Ева беа создадени во рајот, но прекршувајќи и Божите заповеди, тие отпаднаа од Бога и ја навлекоа на себе гревот. И колку реченици што говори Светото писмо за понеделник, вторник и среда? Понеделник, вторник и среда рековме, тоа се подготвителната недела. Што се случувало фактички? Што запишале верските хроничари? Од понеделник Христос почнува да проповеда во храмот, да ги изобличува фарисеите, да ги изобличува луѓето кои ја губат верата и кои веќе ја извитопериле верата во едниот Бог. Од токму тие денови тој поинтензивно проповеда во храмот Ерусалимски, а веќе и нечестивите првосвештеници и старешини јудејски се подготвуваат како да го фатат и како да го убијат Христа. Бидејќи кога го воскресна Лазар од мртвите, Кајафа рече подобро еден човек да загине за доброто на народ, мислејќи дека еве луѓето ќе избегнат од нив, од фарисеите, од првосвештениците и ќе појдат по Христа, со тоа тие ќе изгубат многу. Но вистината е спротивна, треба токму по Христа да се движиме и треба да го прифаниме како Месија кој да го спаси светот. И затоа овие служби сега во текот на овие денови се викат последование на младоженецот или последование жениха, каде што се вели еве младоженецот доаѓа на свадбата, душо моја вели внимавај да не заспиеш, за да не се затворат портите, мислејќи на рајските, а младоженецот ќе влезе на свадбата, а ние да не останеме надвор. Тоест да не останеме надвор од рајските порти, да не останеме во пеколот, туку да бидеме будни, да се подготвуваме, да се покаеме, да се подготвуваме, да се причестуваме на богослужбите, за да го наследиме Царството Небесно, тоест заедно со младоженецот да влеземе во свадбената одаја.